Народот го поддржува членството во ЕУ и европските вредности. Нашите млади луѓе сонуваат за европската иднина. Сега одлучуваме за нашата иднина и да го заокружиме членството во НАТО и ЕУ. Го остваруваме сонот на Европска Македонија. Верувам дека нашите граѓани на 30 септември ќе гласаат за Европа, за посилна Европа, за единство и поголема стабилност во регионот. И оваа покана да говорам денеска пред вас е силна поддршка за нашиот европски пат. Европската унија и НАТО се шанса за подобар животен стандард за генерациите што доаѓаат. Членството во Европската унија и НАТО е гаранција за нашата независност, слобода и демократија. Подобро образование, подобра здравствена заштита, подобра инфраструктура. Ова се шансите што ги добиваме, тоа се одговорноста што треба да ја преземеме. Знам дека од нас зависи. Ние исто така знаеме со што можеме да му возвратиме на нашето европско семејство. Можеме да ја дадеме нашата лојалност, како што веќе докажавме во многу случаеви. Можеме да возвратиме со вистинска страст за Европската унија. За нас Европа значи многу повеќе отколку само унија, отколку само раст и економска сигурност. За нас Европа значи да живееме во модерно, рамноправно и отворено општество, со јасни демократски стандарди, во кое владее правото, во кое живее солидарноста, во кое функционираат подобри судови и во кое правдата е еднаква за сите. Како мултиетничка земја, знаеме и ги почитуваме придобивките на заедништвото. Го негуваме концептот едно општество за сите и знаеме дека силата на општеството доаѓа од единството. И затоа во нашата земја имаме широк консензус за влез во Европската унија и НАТО. Во тој консензус се обединети македонци, албанци, турци, роми, срби, бошнаци, власи, египќани, бугари и сите останати кои што живеат во нашата Македонија. Кога се работи за стратешките интереси на нашата земја, посакувам тоа да биде така и во политиката. Во сите анкети, повеќе од 3/4 или 75% од народот го поддржува членството во Европската унија и ги поддржува европските вредности. Да, нашите луѓе сакаат да бидат дел од ова семејство. Се чувствуваат европски и припаѓаат на Европа. Во 91 година, кога имав 17 години, ова е се за што сум сонувал. Да бидеме дел од европското семејство. Да имаме европска иднина. Нашите млади луѓе сонуваат за ова и денес. Сега, 27 години подоцна, како премиер, во име на граѓаните на мојата земја, зборувам во Европскиот парламент на својот македонски јазик. Сега ние одлучуваме за нашата иднина и сме благодарни за овој историски момент. Горди сме што нашата сакана земја конечно има шанса да го заокружи членството во Европската унија и НАТО. Можам да го почувствувам тоа во овој момент. Можам да почувствувам колку сме блиску до остварување на сонот на Европска Македонија. Затоа верувам дека референдумот ќе биде успешен и дека нашите граѓани ќе гласаат за Европа. Референдумот кој го организираме на 30 септември е наш влог, наш придонес за посилна Европа, за единство и поголема стабилност во регионот. Денешниот настан и оваа покана за денешното мое обраќање ја гледаме како силна поддршка на Европскиот парламент за нашиот европски пат, за да го фатиме вистинскиот правец. Заев рече дека со договорот во Преспа е создаден одличен модел за решавање на чувствителни идентитски прашања и може да се употреби и во други региони. Перспективата за членството во ЕУ е мобилизирачки фактор за успешно спроведување на реформите и справување со предизвиците. Правиме се за да ги постигнеме стандардите на ЕУ. Ги знаеме препораките, тоа се нашите приоритети. Знаеме дека имаме уште долг пат, но вашиот поттик ни дава силна мотивација да продолжиме со европската агенда. Изјави меѓу другото премиерот Заев во своето обраќање пред пратениците во Европскиот парламент.